Подпредседателе, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Ќе бидам сосема кратка, за дискусија се јавив, чисто затоа што морам да ја истакнам загриженоста по однос на предлог законот за платени услуги и платни системи. Верувајте ми, колку што сум загрижена за исправноста на денешното законско решение, многу повеќе сум загрижена од игнорантскиот однос на представникот на владата, кој со невидена леснотија, без апсолутно никакво образложение, на седницата на Комисијата за европски прашања си ги одбиваше нашите амандмани и покрај конкретно поставени прашања од наша страна не добивме никаков одговор. Се прашувам каква е таа сериозност без да кажеш, да одбиваш амандмани, без да кажеш ниту еден аргумент зошто ги одбиваш и каква е таа сериозност пред граѓаните кога едноставно го игнорираш одговорот на поставените прашања. Од таа причина ќе го искористам денешново моје излагање на оваа седница за повторно да ги поставам прашањата на кои одговор не добив и повторно ќе потенцирам дека прашањата не ги поставувам јас, не ги поставува политичката група на ВМРО-ДПМН, туку тоа се прашања на кои граѓаните очекуваат и заслужуваат одговор. Имено поднесовме амандмани со кои баравме единствениот регистар на сметки да биде воспоставен и да се одржува од страна на Народната банка на Република Македонија, од причина, како што кажа и моите претходни колеги, кои дискутанти, од причина што сметаме дека Народната банка на Република Македонија е една од институциите во која граѓаните имаат најголема доверба и тоа е една од причините ваквиот регистар да биде одржуван од страна на оваа институција. За јавноста ќе потенцирам дека дел од задачите на Народната банка на Република Македонија се воспоставување, развивање, регистрирање и вршење надзор над сигурноста, стабилноста и над ефикасноста на системите за плаќање, порамнување и клиринг, регулирање, издавање дозволи и супервизија на банки, штедилници, друштва за издавање на електронски пари и на други финансиски институции. Дополнително, согласно член 5 од Законот за Народна банка на Република Македонија, Народната банка е независна при постигнувањето на целите и задачите. Народната банка и членовите на Советот на Народната банка и вработените во Народната банка не смеат да примаат и да бараат инструкции од органите на државната власт, органите на општините, органите на градот Скопје и од било кои други правни и физички лица. Понатаму, согласно член 49 од Законот за Народна банка на Република Македонија, Гувернерот го именува Собранието на Република Македонија на предлог на председателот на Република Македонија. Од друга страна пак, она што е загрижувачко, директорот и членовите на управниот одбор на Централниот регистар се избираат од страна на владата. Значи, со оглед на фактот што директорот и членовите на управниот одбор од Централниот регистар се избираат од страна на владата, тоа значи дека сега министрите во секое време со само еден телефонски повик ќе може да си дознаат колку пари имаме, нешто што досега не беше можно да се направи без налог од јавното обвинителство. Токму затоа реагиравме, првенствено затоа што сме убедени дека не е во ред под капа на владата да бидат сите банкарски тајни. Тука се прашувам зошто менувате нешто што функционира и второ, ако веќе се менува, зошто да не биде во Народната банка на Република Македонија, токму заради заштитата од политички влијанија. Сметките се заштитени податоци кои мора да се чуваат и затоа реагиравме во насока на тоа сметките да бидат во Народната банка на Република Македонија како политички независна институција. Но со власт која сака се да партизира, веќе ништо не чуди. Со одбивањето на овие наши амандмани, владата прави обид за директен упад во сите банкарски тајни, нешто што не смее да се дозволи. Повторно за јавноста ќе кажам дека законот води во скратена постапка, иако со години се дискутира за истиот, и би сакала, бидејќи на комисија немавме можност да поразговараме заради игнорантскиот однос, како што кажав, од страна на представникот на владата, да начнам една дискусија во делот кој што се однесува на 5 бесплатни трансакции кои ќе им се овозможуваат на ранливите категории, што е сосема во ред, но имајќи го во предвид фактор што за жал со оваа власт веќе сите сме ранливи категории,
Се прашувам зошто ваква можност, согласно членот 74 од законов, не им дадеме и на компаниите, и на фирмите во бизнис секторот, за и тие барем еднаш да очекуваат некаква помош, поддршка и барем некакво олеснување од страна на банките, бидејќи банките се единствените кои прават профит во ова денешно време во кое благодарение на владата сите сме на колена. Добро ќе беше да продискутираме во овие насоки, меѓутоа со власт со која нема дискусија не може да се подобри ни едно законско решение и уште пострашно е што не може да се оди напред. Ви благодарам.